Благодарам. Почитуван председател, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, господине мандатар, кандидати за министри. Денес имаме предлог за нова влада на Република Македонија. Јас најнапред сакам да се подсетиме зошто дојдовме до превремени парламентарни избори и денес да имаме избор на нова влада. Дојдовме затоа што пред 10 месеци добивме шлаканица од страна на Европската Унија и иако го сменивме уставното име, го разводнивме идентитетот, ги решивме во наводниците отворени и затворени прашања со соседите и на повторно добивме негативен одговор. Од Брисел комисијата јасно ни препорача дека тие не сакаат да седат во иста просторија со влада која што секој ден има по некоја криминална афера или по некоја финансиска проневера. Клучно прашање денес е дали после овие избори ја го трасираме патот кон Европската Унија. Суштината е дали со оваа влада ја обезбедуваме европската опција. Единствената, се прашувам, што ново ќе понудиме ние на Европската Унија со оваа коалиција СДСМ-ДУИ. Единствената разлика од порано можеби е тоа што во последните 3 години СДСМ беше столбот на владата, а денес имам чувство дека е само декор. Ова е коалиција без принципи, но со многу лаги кон граѓаните. Уште не формирана, владата на СДСМ и ДУИ си ги погази главните ветувања кон нивните гласачи. Едните ветуваа граѓаните дека гласајки за нив ќе добијат албанец премиер и дека тоа нема да отстапат, а другите дека ДУИ бил кочничарот на реформите и дека е криминогена партија која што мора да оди во опозиција и бидејќи тоа е државен интерес. Без око да ви трепне, во вода ги вашите главни ветувања во изминатиот период и уште неформирани ги излажавте граѓаните. И пак да ве потсетам, целта беше државата и европската перспектива. Затоа не случајно општиот впечаток на народот и на меѓународната заедница е дека во Македонија постои едно мало, корумпирано малцинство кое што живее на грбот и го угнетува големото и честно мнозинство. Дека сме држава без право и правда, дека сме единствената држава во светот каде што премиерот, првиот човек во извршната власт, беше на чело на Советот за реформи во наводно независното судство. Дека сме држава во која што судиите, а пред се омилените јавни обвинители на власта, како шести играч влегуваат во политичкиот терен и го очистуваат патот, така што апсат и ослободуваат политички противници на премиерот. Ова не се лики на европска влада, како што сакате да се прикажете. Реформи е она што и треба на Македонија. А гледајќи го персоналниот состав на предлог министрите, јасно е дека реформи нема. Вие под реформи подразбирате само ускратување на граѓански слободи и права, стандард за живот, се поскапува струјата, во најава е парното и немање на одговорност од страна на носителите на јавни функции. Ние под реформи подразбираме враќање на уставно загарантираните права и слободи и повисок стандард на живење како основа за европската перспектива. Реформи нема да има и поради бројките во собранието на Република Македонија. Тоа е така затоа што немате поддршката од граѓаните на оваа држава. Затоа што кога ќе се погледнат бројките, СДСМ загуби во најголемиот дел од општините со мнозинско македонско население. Најавувавте победа и гласачите албанци, со тоа што ја земавте политичката партија БЕСА во коалиција. Но и таму загубивте. Таму победија ДУИ и коалицијата Алијанса на албанците и Алтернатива. Вие, господине Заев, на овие избори победивте, и тоа убедливо победивте, само кај ромската заедница во Република Македонија. Со помош на ромите избегнавте дебакал во неколку општини, а уште во толку се спасивте од пораз. Затоа и на прв момент помислив зашто немате предложено ниту еден кандидат за министер од ромската заедница, за да после се присетам на реториката од референдумот кога јавно велевте и испраќавте пораки до собствениците на компании да го одвазат кесето, да ги покачат платите за народот да може да гласа на референдум. По таа логика претпоставувам дека и сега сте го направиле истото со ромите во Македонија, затоа што изборни резултати од типот 536 према 21 или 803 према 63
се добиваат само на тој начин. Затоа и нема представник од таа заедница во владата, затоа што не неколкуте партии кои ги имате во коалицијата, туку токму вие со вашите добро познати методи сте ги обезбедиле ромските гласови. И немој да мислите дека вашите европски манири никој не ги гледа. Ги гледа и народот, ги гледа и меѓународната заедница. Ние сите овдека во ова собрание треба да се запрашаме зошто половина од гласачите не го искористија своето право на глас. Треба да се запрашаме кога и на кој начин народот ја губеше довербата во институциите. Треба да се запрашаме кој ги мотивираше граѓаните во изминатите 5 години да ги фарбаат и да ги уништуваат институциите кои што повторно сега сакате да ги раководите. Во состојба на очај, незнаење, неработење и криминал, секој втор збор е дека ова се тешки времиња и дека требало да се носат одлуки. А во суштина, ништо што е тешко не материализирано. Што е тешко да отидеш и да потпишеш договор со Грција? Договор во кој ќе ставиш подпис и ќе ги исполниш сите барања на јужниот сосед. Договор во кој ќе прифатиш сите бараат од тебе. Или пак, што е тешко да потпишеш договор со Бугарија и тоа во првите 30 денови од преземањето на власта? Уште не седнати во кабинетите, го донесовте премиерот на Бугарија и ни кажавте дека сме еден народ, две држави. Кога Бугарскиот парламент ќе донесе декларација со која јасно ви кажува дека не постои македонски јазик и дека македонската држава е формирана 1944 година, што е тешко да кажеш дека тие ни се пријатели и дека ќе разговараме понатаму за компромис? Тешко е, господине Заев, да се бориш за сопствениот народ, да имаш достоинство, да одлеваш на притисоци и закани. Тешко е да бидеш цврст и одговорен. Лесно е да го избереш, да го избришеш темелот на македонската државност, асном од уставот, само затоа што некој друг така сакал или му сметал истиот. Тешко е да знаеш кој си и да бидеш доследен на тоа што си, независно од условите и временскиот период. Тешко е да работите ден и ноќе и да направите системски мерки во стопанството кои ќе значат вистинска помош за истото, да ги зачувате работните места и капиталот. Лесно е да земеш 1,5 милиарда евра кредити и да ги поделиш во вид на ваучери за да добиеш поголема поддршка на изборите. Тешко е во услови на криза, со паметна политика и реформи да го задржиш индустријското производство. Лесно е да кажеш дека имаме 15% пад на индустријата и дека тоа е нормално во кризни периоди. Лесно е од опозиција да критикуваш какви плати земаат вработените од фабриките на странските инвеститори. Тешко е да убедиш некој странски инвеститор да дојде и да отвори фабрика за да има народот каде да работи. Со голема леснотија кажувавте дека избори мора да има во јуни или во јули, затоа што во септември и октомври се очекува нов поголем бран на коронавирусот. Тешко е да излезете со детален план за секое училиште со сопствени специфики како да ја започне учебната година на 1 септември. Лесно е да го ставите проблемот под тепих и да го одложите за 1 октомври. Тешко е да направите детална анализа за секој ученик посебно, односно кој има или нема просторни услови, информатичка опрема во својот дом и кое дете мора да посетува физичка настава. Почитувани колеги, во последниве денови често пати го слушаме мандатарот како зборува за освежување на владиниот состав. Во CV-то на заменик председателот на СДСМ и вице-премиер во владата стои дека прв пат пратеник станала во 1998 година. Тогаш јас сум бил 7 или 8 дете. Во меѓувреме сум завршил основно, средно училиште, факултет, едни постдипломски, втори постдипломски, сум се оженил и сега моето дете ќе оди во 5 оделение. Доколку оваа влада трае 2 години, тогаш е цел животен циклус поминало од кога јас сум бил семоделение дека бил мојот син семоделение. Значи дека ако вака изгледаат нови и свежи кадри, можам само да претпоставам како би изгледале изморени кадри. На крајот, сакам да прашам, кога зборувате за честни кадри, мислите на хацените на господинот Филипче наводно во Нерези, кој што ги гради фирма добавувач во неговото министерство, или пак мислите на набавката од 35 милиони евра за реагенси кои требаше да ги земе фирма со имейл адреса judi45@yahoo.com. Или пак можеби мислите на гранде министерот кој што седи позади вас и кој што купуваше на другарите од ДУИ со европски пари кошули. Сега бар како министер за финансии ќе им купува со наши пари,
затоа што европјаните можеби не се научени, ама ние сме научени да не крадат Благодарам. оние кои што треба да не водат. Јас ќе гласам против формирање на оваа влада и сметам дека колку помалку ќе трае оваа влада, толку помалку ќе се мачите и вие и граѓаните. Благодарам.